Колку во услови на пандемија може да има безбеден попис? Ќе биде ли здравјето на граѓаните и на попишувачите доведено во опасност при изведувањето на ваква масовна статистичка операција? Особено имајќи го предвид фактот за физичко присуство на попишувачите во домовите на граѓаните и посетата на голем број домаќинства, како и времето потребно да се попишат граѓаните со поставување на сите предвидени прашања. Граѓаните на социјалните мрежи од политички, но и здравствени причини веќе најавуваат извесен бојкот. Министерот Филипче пак е свесен дека спроведувањето на пописот во време на пандемија е голем предизвик, но е оптимист дека државата има капацитет за тоа. Комисијата за заразни болести, како и за време на одржувањето на изборите, така и сега за спроведување на пописот, ќе биде на располагање за носење на протоколите за како што вели ваква комплексна операција. Ќе дадеме своји укажувања, доколку е потребно може да имаме и мини едукација како тоа да биде организирано од институциите кои што ќе го водат тој процес. Консензус на ниво на Светска здравствена организација е дека ниту еден процес и постапка не треба да запре, туку треба да се спроведува со протоколи кои се универзално прифатени во сите земји, вели Филипче. Од друга страна, директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека бојкотирањето на пописот повлекува и кривична одговорност. Првиот обид да не се излезе во пресвет да се дадат податоци, а е обврска по закон, ќе биде санкциониран. Ние ќе поднесеме пријава да се не сме ние казнена институција, меѓутоа ќе поднесеме до обвинителството, но ќе поднесеме и на мотиваторот на таквото дејство. Собранието вчера со 62 гласа за, но без консензус го усвои законот за попис. Потребното мнозинство на СДСМ и ДУИ им го обезбеди Алијанса за албанците и Алтернатива. ВМРО-ДПМН обвинува за политички дил на партнерите од власта и најавува собирање на 10.000 потписи за поништување на законот за попис. Неголемата статистичка операција треба да се реализира од 1 до 21 април. Ќе се попишуваат резиденти, но и граѓани кои не живеат во државата повеќе од една година, како и вкупното население.